Стереолаб, да, ќе продолжиме да збориме за Стереолаб, ама да подсетиме само значи. Да, Ристова Невенка и Сонја Дракшич, оние кои што ни се јавија нели за да добијат ваучер за мигрена пирсинг, ваучерите се тука, но за да ви олесниме се разбира, имињата и презимињата младица ќе ги има ваши, а вие ќе се отидете директно кај неа, се разбира на втор спрат во градскиот трговски центар и нели ќе може да се договорите за понатамошно писање и термини нели за сето тоа, што значи дека да немате потреба да доаѓате до Телма телевизија. Дарко, добро ни дојде во утринска на Телма. Благодарам за просторот. Со задоволство. И со Ивана спомнавме утрово некако се случи коинциденција да гуме Филип, познатиот Фиц, кој што го најави земјотрес. Ете така. И се случува, баш се случува и Стереолаб во исти ден и вистина ќе ми простиш, не влего во архивата, меѓутоа се сеќам дека во ова студио пред точно 5-6 години, за жал сега покојниот и почитуван наш Мирко Попов кажа дека јас вика никој пат нема да престанам да ја промовирам независната продукција. Секој пат знаеше да биде херојот и за младата генерација. И не ми се верува дека 13-тото издание Земјотрес повторно продолжува во име негово, ама и Стереолаб ќе биде повторно некако во духот. Така е. Тоа се процеси кои што траат уште од почетокот на 90-тите години, кога Мирко практично и почна во Канал 103 1992 година, потоа се надоврза со формирањето на PMG колективот некаде од 1995 година и мислам дека е еден континуитет кој што трае 30 и неколку години. Ова приказна околу Стереолаб, ова нова онлайн радиостаница што ја почнуваме веќе вечерва со промотивен концерт, а официјално со програма од понеделник 17-ти, практично е и негова наша идеја, но заедно со културниот центар лабораториум кој што постои веќе една година, мислам дека едно од највибрантните и најдобрите места во градот каде што се случуваат различни видови на културни настани. Требаше да се случи пред некое време, но еве таа идеја конечно ја реализираме на почетокот од година. На почетокот на оваа година. Во принцип, значи ќе се заблагодарам на лабораториум кој што навистина има чувство, осетија дека на градот му е потребна оваква радиостаница. Направивме тим од околу 20 на луѓе кои што се веќе дел од нашата програмска шема. И се надевам дека видите, ќе се бориме, мислам, ние сме спремни, промовираме генерално локална култура, во основа Стереолаб е музичка радиостаница која што првенствено ќе се бави со промоција на македонски нови артисти, но дефинитивно сме отворени секако за различни видови, значи сето она што ќе го поддржиме, сето она што мислиме дека е квалитетно. Во контекст на што се однесува до музичкиот дел, мислам дека е битно да напоменеме дека ќе имаме, мислам, може да пројдам, не можам да ја објаснам целата програмска шема, затоа што имаме навистина различни содржини, но она што е суштествено, мислам дека е тој македонски топ 20, кој што ќе се случува во среда, од каде што се надеваме дека ќе произлезат некои нови македонски независни музичари, веќе има доста би рекол солидна независна сцена која што се надеваме дека ќе ја зацврстиме, дека ќе ставиме под светло некои нови млади артисти, тоа е идејата. Идејата е да правиме континуирано концерти кои што ќе ги стримаме во живо на нашата радиостаница, како што ќе биде тоа случајот и со утрешниот концерт. Така да македонската топ листа ја гледам како една од позначените емисии, инаку во кратки црти би рекол дека може би и столбовите на Стереолаб како една музичка преференца. Апсолутно. Мислам дека тука треба да продефилираат навистина идните македонски луѓе, музичари кои што се надевам дека ќе остават трага. Ќе се согласиме дека во денешно време да се задоволи вкусот на различни генерации е еден голем предизвик, особено кога станува збор за музиката. А меѓу другото, вашиот фокус е и токму тоа. Ако зборуваме за различни генерации, односно да речеме младата и средната популација, се онаа цилна група кон која што вие целите. Апсолутно. Веројатно и од тука со голем ентузијазам, со познавање се разбира и професионално, сакате тоа на еден добар начин да го реализирате. Другчиј би го поставил, поинаку би го поставил, не би задоволувале потреби ничии, него
Ние ќе понудиме тоа што мислиме дека е квалитет, секако се надевам дека ќе задоволиме потребите на одредени старосни возрастни групи. Би сакал да напоменам дека не сме исклучиво музичко радио, дека ќе имаме на пример специализирана, не знам, емисија за книга, ќе ја води нашата прославена издавач и поетеса Билјана Црвенковска. Ќе имаме еден интересен сегмент во викенд навечер, во веќе снимени подкасти кои што ќе одат на многу интересен формат, каде што ќе се презентираат светски класики од, зборувам за книги, кои што во формат од еден час ќе бидат презентирани од 3-4 наистина интелектуалци и тоа е интересно, мислам, као радиопрограма гениално. Јас барем гледам по мене. Книжевни рецензии предпоставам и такви. Не, него едноставно не знам. Се бават со Џорџ Орвел, рецимо, изборуваат еден час, да, на пример, или не знам, има и други видови. Животинска фарма, на пример, мене ми се допаѓа тој формат кога луѓе кои што наистина се писмени, кои што разговараат за вакви класици, би сакал како човек кој што слуша радио, ми се допаѓа како израз, како радио израз, тоа ми е супер за слушање, би рекол, кога би се ставил во позиција на слушател. Би сакал да напоменам дека во секој работен ден ќе имаме од понеделник до петок отворена програма од 10 до 2 часот, покомуникативна, во смисла на тоа дека ќе имаме доста гости. Би го потенцирал, на пример, колешката Марија Каева, веројатно ја познавате, она води една од тие термини, но овој нејзиниот термин, на пример, ќе биде предодреден ќе се бави со климатски промени, ќе се бави со самоодржливост и со екологија. Би напоменал дека, на пример, ќе имаме емисии на албански јазик, во утринскиот дел. Колешката Бети Полјовска ќе води во вторник утринска програма на албански јазик. Исто така имаме во викендите, значи колега кој што живее во Приштина спрема посебна емисија на албански јазик кој што ќе оди еднаш неделно. И секако би сакал да нагласам на што сум посебно горд соработката со Францускиот културен центар, со Италијанската амбасада и Гете институтот. Се договоривме сите они ќе имаат своји емисии кои што ќе ги водат на токму овие јазици. Они си имаат своји тековни културни програми кои што... Значи баш ќе биде еден културен диверзитет и баш ќе се адресира до луѓе кои што и се во некое малцинство во нашата земјица. Апсолутно. Дефинитивно ќе имаме емисии дефинитивно кои што ќе ја поддржат, ќе се бават со проблемите на ЛГБТ заедницата. Мислам дека е особено важно во овој момент кога ради глобалните политики мислам дека ќе им биде потребна баш поголема поддршка. Останатото би рекол дека се така наречено, значи концепирано е секој работен ден имаме од 10 до 2 часот таа утринска програма, а во попладневните часови имаме така наречени авторски емисии, двочасовни термини каде што навистина имаме солидна екипа на докажани новинари со 10 на 15 години радиоискуство, но и млади луѓе, и тие би сакал да потенцирам луѓе кои што се околу колективот Гола планина, може да би сте чуле, може би не, тука гравитираат неколку бендови, една сериозна екипа би рекол која што во моментот е баш нивното време, би рекол дел од нив се дел од утрешниот концерт кој што ќе биде промотивен концерт по повод стартот на нашата радиостаница. Тука се една исто така млада по да речеме условно земено хип-хоп екипа, R&B екипа се викаат Кем. Момците може да се ги чуле, они во викендите. Да, они имаат своја емисија во сабота во викенд. Тука е од помладите Марко Кочишки како дисџокеј со своја емисија, така да се надевам дека оваа комбинација на искусни и млади дека ќе вроди со квалитет и со солидна програма. И мислам дека извини Марче, само во контекст на ова кое што го спомена Дарко, мислам дека не го слушнав тој дел, па и ви тоа да го кажеме. Македонската топ листа која има за цел да го трасира патот на новите македонски таленти, да го промовира она што е ново, квалитетно и во склоп на алтернативната домашна музика. И ова го истакнувам заради тоа што тоа е неопходно во денешно време кога зборуваме за нешто што е наше, нешто што е македонско, нешто што треба да се истакне и на кое би требало да се даде значење. Тоа ќе го правите и вие преку оваа македонска топ листа која што е еден дел исто од програмата која ја споменавте. Апсолутно, ја реков, напомнав дека мислам дека тоа ќе биде најзначајната емисија. Генерално
знаете, кога ќе чуете топ листа, па се мисли на нешто малце вака фиши, Традиционално. Нешто Не, ретро. само кажам, не е ретро, не, има различни видови на топ листи, но сметам дека тоа е одличен формат да се, затоа што имам искуство од Канал 103, имаме некој колегата кој што ќе уредува Александар Гавровски оваа емисија, има некои 1200 изданија на македонска независна листа која што се случуваше на Канал 103. И верувате дека допринесува и самите работи, би рекол, затоа што допринесува да некој вид на компетитивност. Мислам, секогаш се знае, како ви кажам, која песна може да влезе у топ 5, секогаш се знае која песна може да биде number one. Сега да кажам, си има тежина и точно се знае и мислам дека тоа помага и авторите, мислам, влијае во крајна линија влијае и на сцената, едноставно. Мислам дека делува како некаква компетитивност, но поентата е навистина да ги нагласиме оние кои што во даден момент се навистина добри, направиле добра песна или имаат актуелен добар албум. И уште една битна емисија во контекст на македонската музика, која што ќе уредува колегата Александар Гавровски. Секој викенд ќе имаме прилика да се обрнеме не на македонски топ 20, тоа се синглови, значи посебни numeri, него на албумот македонски на неделата. Така да тоа е, би рекол, исто така важно, дури се запрашувавме дали има доволно македонска продукција во тој правец, но сметам дека Скопје и Македонија, мислам Скопје е голем град, најчесто доаѓаат, мислам ни доаѓа музика од сите точки на нашата земја. Не сме ограничени само на Скопје, но и самиот Скопје е доста голем град и мислиме дека имаме доволно продукција да го правиме ова што имаме на ум. Имам чувство, некаде конкретно само да така некако констатирам дека нема да биде толку комерцијална нишка сетова, туку баш ќе биде на абстрактна. Затоа го отвараме. Не, да. абстрактно би рекол дека е апсолутно тежок збор. Мора да внимаваме со зборовите у денешно време. Ако би рекол 103 беше типично алтернативно радио, не сме да забораваме дека зборуваме за 90-ти години во доба кога нема интернет, но во доба на интернет сега овие класификации алтернативно, независно мора да бидеме внимателни, но во секој случај кога ќе кажеме добро, мене абстрактното секој пат ми било нешто што излегува од конвенцијата. Не мислиме да бидеме апсолутно, да, малце сме алтернатива визави некоја комерцијални случувања во нашата земја, но абстрактни дефинитивно нема да бидеме. Ова е радио кое што мислам дека ќе комуницира со една широка публика. Ние сме исто така и комерцијални во смисла на тоа бркаме спонзори или не знам, значи како секоја друга радиостаница, така да но дефинитивно ќе имаме малце поинаков израз, затоа и го отвараме ова радио. Сакаме да потенцираме артисти кои што свират, творат на еден поинаков начин, мислат на еден поинаков начин. Така да апстрактно не, но дефинитивно малку еклектични емоции ќе доживееме. Еклектично апсолутно. Еклектично дефинитивно ќе биде, мислам дека имаме навистина спремна екипа. Да, несомнено е дека имате спремна екипа. Јас само би ве прашала и не знам како ќе звучи ова прашање, но морам да прашам дали сметате дека има доволен број поддржувачи, слушатели и оние кои што сакаат и уживаат во алтернативна музика? Мислам, не би влегувале во оваква авантура, да мислам дека дефинитивно, особено од моментот кога, мислам, тоа е идејата зашто го отвараме ова радио. И сакам само да кажам стварно битна работа во контекст на вашето прашање, а тоа е дека надвор од оваа програмска шема која што имаме, мислам дека сето она што музиката која што ќе оди надвор од програмата, така наречени музички шпалти, дали ќе биде тоа навечер или некогаш има меѓу термини, е навистина музика која што не се емитува апсолутно на нити на една радиостаница, ќе кажам не само македонска, него и малце пошироко. Така да многу сме внимателни, особено со тој сегмент, затоа што имаме доста искуство, голем дел од екипата е повеќе од 20 години во радио и мислам дека посебно задоволство е кога ги спремаме тие музички шпалти кога немаме програма. Супер, ви посакам добра меритократија тука и структура која што ќе си ја создавате и понатаму и во моментот незалудно споменавме дека веројатно ќе бидете новиот бастион на домашната авторска музичка продукција и сцена, па и светска. Така што честитки во име на вчерашниот ден, светски ден на радиото, супер го концепиравте ова. 14 денес да стартува Стереолаб, коинциденција. Ќе ги поканиме и за земјотрес и таква уште една независна сцена која што... би сакал само да потенцирам, навистина да ги поканам гледачите. Утре во Културниот центар Лабораториум имаме промотивен концерт со гениален избор на бендови кои што се актуелни во овој момент.
Би сакал од 9 часот во лабораториум тргаме со 2 диджокеи, јас сум едниот од диджокеите, Марко Кочишки е вториот. Имаме 7-8 различни состави кои што ги поканувам на вистина гледачите доколку би ни било посебно драго доколку се видиме утре денеска вечер во лабораторија. Еве читајќи ги сите Алембик која што ни беше Ива тука, стои после Огнен, Златанов, Светлост и така натаму, делот Стереолаб за еден зачеток на кој што се извини и голем дел од овие артисти се и членови се музички соработници во нашето радио. Супер. Честитки уште еднаш, Дарко, голема екипа, убава екипа и од 17-ти официјално стартува нели тој спосери. Да. Имаме мислам веќе имаме активен стрим, тоа сака да кажам. Така да ништо едве чекаме, би рекол. Се надевам дека ќе бидеме доволно квалитетни и дека ќе бидеме слушани. Да, тоа ви го посакуваме и успешен старт и поканеме до сите оние кои што не следат, ја сакаат алтернативната музика, сакаат да видат нешто ново и она за кое што ние досега зборувавме.